Почитувани граѓани, почитувани новинари, главниот град Скопје е пред банкрот. Локалната власт на ВМРО-ДПМН создаде хаос. Во јавноста веќе има информации дека град Скопје е со блокирана сметка поради заостанати долгови. Мицкоски, Арсовска, ВМРО-ДПМН, најголемата единица на локалната самоуправа со убедливо најголем буџет од 100 милиони евра, Скопје, го доведоа до банкрот. До сега, почитувани, вакво нешто се нема случајно. Но секогаш кога оваа партија ќе дојде до власт и во допир со парите на граѓаните, на Скопје му се случува катастрофа. Празната каса на град Скопје значи и помалку пари за јавните предпријатија, што и сега не функционираат како што треба. Јавниот превоз е во колапс. Вработените во ЈСП веќе еднаш штрајкуваа. Протест имаше и во јавното предпријатие комунална хигиена, а катастрофална е ситуацијата и во водовод и канализација, во градски паркинг и останатите предпријатија и установи под надлежност на град Скопје. При доаѓањето на власт, ВМРО-ДПМН и Даниела Арсовска наследија полна каса со активни 13 милиони евра, со годишен буџет од над 100 милиони евра. Парите се потрошени, а не изградија ништо. Па од тука, почитувани, логично е прашањето каде завршија парите на скопјани, каде завршија парите на граѓаните? Над 100 милиони евра. Како може да нема ниту еден, повторувам, ниту еден реализиран проект, а градот да остане без пари? Се брцале раце во медот, расипнички ли се трошело? Почитувани, Скопјани очекуваат одговори. Затоа советничката група на СДСМ и коалицијата ќе побара итно свикување на седница на Советот со единствена точка на дневен ред расправа за актуелната финансиска состојба во градот. Од Арсовска, Мицковски и ВМРО-ДПМН ќе побараме одговори и образложенија. Каде и зошто се потрошени парите на граѓаните и кои решенија ги имаат за надминување на проблемот кој што го создадоа. Ви благодарам.